Nvidia објави финансиски резултати над проценките на аналитичарите за вториот квартал, што предизвика скок на акциите од 5%. Рекорден финансиски раст, приходите скокнаа на 96 милиарди и 220 милиони долари, додека нетодобивката се зголеми двојно на 53 милиарди и 955 милиони долари. IBM идни прогнози, побарувачката за чипови за вештачка интелигенција и центри за податоци продолжува да расте, а компанијата предвидува 70% раст на приходите за фискалната 2028 година. Ограничување и конкуренција. Иако бизнисот соборува рекорди, растот на акциите годинава е забавен поради зголемените трошоци за меморија, недостигот на понуда и засилената конкуренција од AMD и Google. Хируршки тим од болницата University College London за прв пат во светот искористи вештачка интелигенција во реално време за отстранување тумор на мозокот кај 48-годишниот пациент Рис Хиберт. Анатомско водење во реално време. Системот ја анализирал видеоснимката од ендоскопот за време на операцијата и на посебен екран ги означувал скриените крвни садови и нерви зад слоевите коска, помагајќи им на лекарите безбедно да го отстранат туморот. Технологија и обука. Моделот е обучен на стотици снимки од хируршки операции и функционира како дополнителен пар очи или асистент, додека хирурзите ја имаат целосната контрола врз сите постапки. Успешен исход. Интервенцијата спречи губење на видот кај пациентот, кој по 8 недели комплетно го врати периферниот вид и се заштити од оштетување на каротидните артерии. Иднина и поддршка. Проектот поддржан од Google и Националниот институт за истражување на здравјето во Велика Британија подготвува поголеми клинички испитувања за поширока примена во салите.